Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодевска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Петок и сабота, да. Ден нов петок сабота. Само да кажам, дали јас и ти овој пат ќе имаме вистинска замена, они може да водат, а ние да одговараме. Избори се за збор, најави емисијата и да си одиме, можеме слободно викендот да си го почнеме. Они ќе се истераат до крај. И ние сме спремни. Знам дека сте спремни. Добре ни дојдовте, почитувани гледачи, петочки денеска ќе уживаме, имавте можност нели да видите од самиот старт, имаме две прекрасни гостинки и нормално дека ќе се забавуваме заедно со вас еден час на телевизија Телма. Така е, кога сме кај гостинките, тие се петок и сабота ќе откријат кој е петок, кој сабота. Затоа не се мешам. Ностоп се заедно, човече. Кога идам да им свртиш, ја сега коментирав. Кога 6 пати се слушнавме, пошто не имавме можности да оглушуваме нели со емисијата и така натаму нешто. Поише од 6 пати. Кога и да сега они двете се на линија. Викам, друго вие како правите? Една има слушалка, друга има слушалка, како се оглушуваат? Двете во исто време зборат. Ама Ненад, види, ние цело време сме по пат некаде и ти кога ќе не побереш и двете се јавуваме. Сега ми ја открив финтата. Еве ги, Василија и Сања. Само да не сгрешам презимиња. Василија Петрова и Сања Здјелар. Така е, нели? Добро е. Добри ли сте, женски? Добро дојдовте. Уште еднаш. Добри сме, одлично. Хаотично периодов. Настапи, ама убаво, е? Да, имаме многу настапи, набарат веќе почесто заедно. Можете да видите нели на нашите Инстаграм профили дека почесто сме заедно, така да убаво ни е, не се жалиме. Си соработуваме, така да ќе продолжиме со тоа темпо. Така е. Па види, нешто што е успешно, дефинитивно треба да остане така. И зошто да не бидете заедно, се надполнувате, функционирате како една, така да мислам дека и многу ви е полесно и на вас. Да, така е. Секако е многу лесно да имаш некој свој човек до тебе. Многу е полесно, да. Кога сме кај ова функционирање заедно, може ли кусо само да дознаеме како се направи создаде спојката? Се сакаме да дознаеме, како се почна? Како почна секоја отделна, или како со вклучување на инструменти во целата оваа работа? Да. Па така, како се споивме, да кажеме нешто многу интересно, се знаевме како колегијално, така здраво. Сања, така далеко една од друга бевме. Додека не ни споја така случајно на еден настан организиран од Патриотско друштво, Патриотска македонска вечер, забава. Да ги поздравуваме и ние. Супер. Секако. Поздрав, така е. И така се запознавме веќе, како се вика, на лице место, свиревме нешто заедно и одма осетив некоја енергија многу блиска до мојата. После тоа дојди за слика, нешто направивме некој така по близок муабет. И одма од тогаш до ден денес не се делиме. Петок и сабота, така. А од кога почнувате со музичка кариера генерално? Во естрадава, ајде да речеме. Па мене ова ми е веќе трета година. Инаку јас професионално веќе се бавам 15 години, свирам виолина.
А со свадбените прослави, ова ми е веќе трета година. И да кажам, добро ми оди. Добро, а кога почнуваше веројатно со сериозна музика, нели? На мои 7 години. Кога почна, да речеме, со народна музика на Кога го виолин? направи кат Со пресвичувањето. народна музика, едноставно тоа не го почнуваш, само сваќаш дека го имаш во себе и еден ден тоа самото ќе се излезе. Да, добро, ама сега Да. нели концертите се Инаку генерално... да, пред 3 години почнав ето со народна музика. Како почна? Што направи? Што се случи? Што беше пресудно, се случи ли некоја веселба, нешто каде што викаш, јас еј, секогаш- ја од ова можам и да заработам, нели? Да, јас секогаш од мала на моите им кажував дома дека сакам да бидам популарна виолинистка во Македонија и не ми верува, нели дете како дете, нема да ти веруваат. И така си почнав едноставно со љубов, со желба. Гледам дека ми оди, дека луѓето нели те почитуваат, те сакаат и јас нив. Така да Кој прв те викна, на чија свадба беше? Сега е тоа многу интересно. Јас сум Сања и жената која што ме покани беше Сања. И Сања, така се најдовме. Жената сакаше да свирам нешто така малце народно со виолина. Јас тогаш почнував, не знаев што како ќе биде и реков ајде ќе си ја пробам среќата. Отидов. Имаше некој список таа Сања Да, ми побара некои песни ете така што ги сака, едната од нив беше Налеј. Ја отсвирав, се потрудив и така некако спонтано почнаа да ме бараат по свадбите. Јас очекував да настапам на 2-3 свадби. И толку. Но многу повеќе од тоа. Да. Сега дефинитивно тоа ти е Тоа ми е секојдневие и работа, работа, секојдневие, така, да, одлично, да. одлично. А и многу интересна финта е, се, мислам како целина, Па добро, нели? повеќе ме бараат заради стајлингот. Да. Сега не знам тие луѓе нели што ме следат, они знаат дека имам црвен фустан со нашето знаме, така да тоа ми е стајлингот и така ме бараат. Браво. Па е нешто по-необично, народна песна со виолина, нешто многу интересно. Така е, и Плюс плюс девојка. додаде го стајлингот, Па и плюс она. девојка, така е, тоа мислам се си има. Да. Се си има, интересен пакет, во секој А случај. Василија, каква е твојата приказна? Мојата приказна е многу долга, може на следната емисија исто. Не, Пеам како се вика од мали нозе. Мајка ми така е открила мојот талент, ама веќе кога сум почнала на школа да бидам во пето, така сама сум посакала да одам на часови на приватни по народно пење и така цело време се бавам, живеам со народната песна. Никаков друг стил не сакам да пеам, само тоа ми е на срце, патриотските песни, се што е македонско, на срце ми е и сакам да Браво. негувам си го. Па добро, и по тоа сте познати, Да, па нели? ние тоа си го сакаме. И тоа го пеете, и тоа го сакате. И тоа си слушаме по кога се тоа враќаме знае. од некаде. Да, и тоа, види се наметнува сега прашање. Млади девојки, нели, ти виолинистка, Од нели, каде сериозна љубовта? музика, говори си Таква. можела во диско, кафичо, вие сите Да, хитови, кои што, нели, ги има и постојат, Генерално, дали со така. конга, дали со Да. виолина, труба, сакси, така натаму. Затоа велам, нели, млад човек кој што почна одма да се занимава со народна музика е дефинитивно па ујубаво. Така, како што кажав, ние тоа сите го носиме во себе, само еден ден од некого тоа самото ќе произлезе. Да, супер, браво. И сега како? Сега пуштате малце од тоа инсертите што ги имаме од црвениот турнеите. фустан. Ајде, Мислам ајде, дали да се таму не е гледаме. фустанот Тамо тој. фустанот го имаш? Не, Не никогаш тој, не е тој што го не е зборувам. тој. Ајде да видиме малку. Ајде малку. Да, пуштате, тоа трае, но нели Трае, ќе си трае. му абетиме ние Да, за да. турнеите Секако. и за тоа каде се сте биле, каде не сте биле, додека Асевова го слушаме, а после верувам ќе стигнеме и до оној момент каде што ја гледаме и публиката како игра и така натаму, тоа е составен дел од сите оние настапи кои што ги имате во диаспората, така ли? Да. Значи виолина свириш секогаш ти? Да. Да, добро. А ти секогаш пееш? Така, Има секогаш никаква обратна можност? Ако научи, јас Ако ако да, научам. не. Јас си пеам и играм, многу сакам тоа нашето богатство, како се вика, тоа е. Јас Ама само колку што сакам. знам, ти на виолина свириш. Или не? Грешно знам. Значи Не, грешно ми воопшто спомнале не. колегите. Добро. Не. Кои се колегите да ги видам? Музичари колеги. А, не, воопшто. Може сакат да почнеш. Па имаш и код колку да научиш. Секако. Ајде малку за турнеира. Каде сте биле, колку пати сте биле и каде не сте биле? Ајде, Сања. Да прокоментираме малце за ова. Секако. Така, ова е Во македонска Тазелија? вечер Во во Тазелија. Хамбург, да. Во Хамбург, Ова каде сега кога ве чекавме да се вратите, веројатно. Да, Така, да, добро. да. Ние во Хамбург сме, ќе доеме во емисија само да се вратиме. Добро. Да, ова е, како што кажав, во Хамбург имаше
многу наши македонци кои што беа жилни за нашата македонска Еве ги музика. гледаме. Да. Желни и весели. Желни, весели, а и ние исто така распеани, весели. Мислам дека им приредивме на убава вечер, која што секако ќе си ја запаметат. А и ние исто. Заедно со нашите колеги Дамјан Стојановски и ги Методија поздравиме. Столески. Аха, супер. Не А бевме кажете ми сами. каде освен Хановер? Каде си сте били? Освен Хамбург, А, Хамбург, јас се извинувам. вака сега одделно, например, јас сум била... одделно, да, само одделно, само, да. само Јас сум била Не во... може одделно да се Јас сум била во Австрија, Добро. исто така во Германија неколку пати и за сега тоа е. Во овие 3 години, чека се Па да, договориме да. толку. Во Германија? А Во сега Австрија? имаме... Да. Добро, а Америка и... Не, ама имаме да најавиме Добро, дека ајде, ќе ќе го имаме најавиме. турнеја. Октомври-ноември, јас, Василија, Туше, Владко Мелбурн Гајда, како што кажав, во Австралија ќе одиме и се надеваме дека ќе си поминеме Да, добро. дефинитивно. се спремаме. Добро, Да, се водители, не спремаме. носите вие во... Ајде, Кој ме најавува? Кој ме најавува во Австралија? бре? Како може така да видиме излегувате на на сцена? емисијава? Од Австралија? Добро, чекај да видиме За тема после од емисијата. Австралија, не, После не, емисијата ќе се договориме. Вака Василија и Во Сања. живо со Василија е Сања, ајде, Вардаре. Ни треба играорна, да Не, го стварно, кажам. кој ме најавува, мора водители да вклучите, мислам сега, вака, така. Има, Вака така. ќе биде интересно. Да, дефинитивно. Репертуарот како се создава? Ајде ти И сега како, кажи. и како толку млади девојки са не се прашуваат дамите за возраст, меѓутоа верувам дека не е срамно да ги кажат. Па млади Не, се. никако. И двете имаме 22. Да, само јас сум постара во месеци. Супер. Така, Значи па- тие се питоки сабота комплетно. Ја убаво ти кажа. Или само сабота. Ток сабота минала. Цел викенд. Ден, ноќ. Како се создава еден репертуар и како се учат тие песни? Дали тога да помогна тука спомена дека твојата мајка во 5-6 тамо дали некој Да. што разбрав нели те однела на часови, часови се по народно пеење. Кој беше оној кој што те учеше и што те научи? Дали имаше песни кои што нели сега ние можеби дел од нив знаеме, но не Кој ги беше знаеме пример сите. во пеењето, во кариерата, да речеме? Репертуар, од таму да почнам. Ајде. Репертуарот е многу битен. Морам да кажам дека е нај за секој еден пеач и е многу тешко да баш да си го најдеш стилот. Твојот личен стил не да има некоја копија, мора ти да бидеш Да си единствен. И тоа е. Јас, за пример, не знам, имам слушано толку многу пеачи цело време, од мала слушам CD-ња во YouTube, од касети имам дома, пуштам и така најмногу се учев. После кога почнав на приватни часови да одам, исто така и од мојата мајка има многу убав глас, ми пееше цело време. Ама тоа е многу работа, можам да кажам, 70% работа и 30% талент. Јас мислам дека треба нешто и да носиш во себе. Така е, нели, така е. луѓето Добро, ама не сакаат. можеш да ги носиш тие. Најбитното е тоа, енергија некаква. Секако не можеш да енергијата, викаме меѓутоа, звезда. ние Тоа се мене- најдовме нешто тоа. посебно. Мене ми е прашање еве на пример нали последниве години станува модерна и добро што е така, но како се учат тие песни, како се откриваат, тоа ми е идејата да прашам. Каде се Јас, наоѓаат, нели, да ви допред кажам- некое време ние и ги немавме кај да ги чуеме Така тие. е. Јас од мала до ден денес така одам по некои села постари, кај бабите, кај дедовците, Да. си седиме и ги прашам, бе, дали знаете некој каде пее уште некои поинтересни песни каде не се слушнати и на вистина мислам дека тоа нема да го кажам за прв пат, мислам дека имам некоја мисија така дадена од Господ, баш да ги отпеам овие песни дека си каде некој не се собирачна слушнати. песни, Така, така. да, да. И да ја дадам нов живот. Добро, а имате во план сето тоа да го ставите? Секако, мора Да. да го слушнат Како сите. албум, така? Така, здраве, имаме. Ќе биде, работиме. Браво, ти ке да јавиме. Само за вас ексклузивно. Само за вас ексклузивно. Така е, да. Се мислиме да ги најаваме. Ние сакаме да работиме, да не откриваме многу Да. и кога се ќе биде готово, тогаш ќе објавиме. Тогаш пак е Не се брзаме никако. Да. Мора да биде Некако се квалитетно. наметнува муабетот Малку за да само потпрашам, нели, така. во секој случај, затоа што е убаво, веќе кога, нели, таа мисија што ја викаш ти, односно, откривање на сите тие песни подзаборавени, можеби, убаво е, нели, сето тоа кога ќе се открие, да се стави. стави Баба на и на ќе едно остане, ќе CD. остане за другите Така генерации. е, нормално. Нема да се заборави. Да, јас знам колку што знам етномузикологите, музиколозите, еден од работите што треба да ги прават е да одат Да, по баш селата и тоа. да ги собираат Да, овие стари песни. Еве,
мисија, како што кажа Василија, Така, тоа е така една го од осеќам. мисиите која што е добра. Супер. Ако е супер, да на прашањата, па се пие, па мисија ќе заврши, па осте ги ти телефони, немаат стоп. Да се напиеме вода или? Напите се водички да почнеме. Ајде. Одиме со физички изглед. Ајде, жени, да ги прашаме, гаранци наоѓаат некои мани. Што не ви се допаѓа вашиот физички изглед? Што не ми се допаѓа? Ајде ти прво. Во последно време некако повеќе се сакам. Како стареш, така се засакуваш. Да, некако повеќе се сакам. Мислам дека ако кажам дека не би сменила ништо, ќе биде малце така. Може би носот малку не ми се допаѓа на мене. Тоа е единствено. Добро, а ваши размислувања околу, не знам, овие естетски корекции, што заради естетика, ајде сега спомнавме некои мораци заради здравствени причини, но генерално за околу естетскиве. Сето дека изгледа добро, јас прифаќам. Ако е нешто вон нормалата, тогаш не. Така? Не баш. Така, Прашам јас се затоа што и вие сте во оној шоу Да, бизнис, во оној така, дел така. каде што нели голем дел од вашите колешки. Така. Тоа е добро утро, Ние не што ли ќе осигуруваме. направам денеска, колку кубици ќе ставам. Добро бе како. Па добро, ние си се сакаме така природни. Да, Кој како си се осеќа Ама- најдобро. Така, јас немам против. да. На мене не ми сметат. Нека. Да. Јас не бив ништо изменила што? во Не себе. би- не би ставила Не, само ништо. така да си вежбаме, така добра форма да бидеме физичка. Битно е да сме расте на секако. среќни. И да сме насмејани. Тоа е, Така, да. Така. Имате проблем со тежина килажа? Со оглед на тоа дека нели додоцна се настапува. Јас се оние реални проблеми ги прашувам, Да. посебно кај Ма многу млади се запознат. девојки. Да. Јас цело запознат време затоа што ја едно време работев до ради утрески часови по забави и така натаму. И знам Јас дека нели знам. мораш да каснеш у Да. 4 ти се јаде бре, после Да, некаква напорно. забава настапи така натаму. А тоа не е здраво, нели? Да. Јас знам да се пожелам на Василија да кажам, малце повеќе за тоа. Цело време. И јас не. Имате проблем некако и држите диети? Диета не. Не. Јас Ти не? така држам, пошто Млади сте до душа, 20 студирам и години уште. на ДИВ и морам да изгледам така во форма за тренер по пливање. Студирам и за професор по физичко и кога ќе влегам во школа, кај децата мора да гледат професорката. Ти би ги менаџирала двете овие работи? Да, да. Би била Да. професор по пливање и би била Да. пијачка или нешто што значи артист, Да, да, така? секако. Не мора по пливање, може и физичко, така? Да, и двете студирам. Многу сакам децата, пливам од мала и тоа ми е... Браво бе наставничке, наставничка. Е, може да дојдете Ча, кај мене, ча, сакате? добре. Можете да пливате? Едно прашање од мене. Да пливаме. Што да пливаме? Ненат, јас ќе се Пливаме како задржам не? на Да. навивање. Браво. Јас Она многу да не се удам. Јас се кефи. Вие сте по пливање? Јас не сакам. Јас многу се плашам од вода. И јас. На телевизија да видам вода готово. Не се плашам ја така. Не. А многу другарка да Чашава. имаш наставник. Ама ако имам како Василија, наставничка, тогаш ќе научи. Ете. Сакала некела, те научиш. Добро. Со каква работа би сакале да се занимавате, ако не сте ова што сте, споменати би била Јас спомнам, професор? Да, си го И одговори. ќе бидам здраве, Аха. само со Господ напред. Така е. Сакам многу децата, пливањето исто и со тоа. Јас водителка од секогаш. Ај, не ме Да. зезај. Да, многу сакам. Еве ти прашања, еве ти сценарио. Може да водиш? Терај. Да, тоа ми е сон исто. Многу сакам пред камери, пред телевизија. Може би така делувам на моменти дека не сакам, дека не знам, ама мислам дека тоа ми е како втора професија што би можела ете да работам. Добро, мислам дека И би имаш и сакала. таков глас Да, баш за... да. Кога за дојдов баш водител. тука, нели за во студио и ми кажаа надвор дека имам радиофоничен глас. Ма готово ние не те пуштаме, него ти одбери во 5 термин утринска, пладневна, попладневна, Ајде, може која да те утринска. планираме? Утринска? Може нешто по замена ако ви треба Да, на вас да, исто е. Нема проблем, нема проблем. Готово. Стварно, а си пробала некогаш, освен како гостинка во интервјуа, да речеме, да пробаш да водиш на некоја аудиција? Не сум пробала, меѓутоа еве ако имате вие аудиција ќе дојдам. Добра. Баш не изненади, ама позитивно. Да. Да. Затоа што не сите сакаат инфлуенсерки да бидат во денешно време. да. Е, па да. Водителки има многу труд, треба да Добро, ама види за инфлуенсер да си треба да и тоа да знаеш. Така е. Не е може, лесно и не тоа, може, да, секако не е не лесно. подценуваме никоја професија. Да, секоја професија си има своја тежина. А и малку Секоја за планина. социјалните мрежи кога наметнавме, колку сте активни таму, гледам, постирате прилично видеа, се трудите и тоа да изгледа Да. и со резолуција и одработено и Па направено. ние и како што за тоа треба. си помагаме.
Да, цело време. Сања, ќе можеш да ми ја средиш сликата и видеото, немам време, одам на свирка. Добро, одма. И само ми ја праќа и така, цело Која време. е по вична, по монтажа со рилсчиња? Не, така. Сања е повеќе за видеа, рилсчиња, како викаш. Јас сум Па не за након сликите. сликите. Така. Да, ама многу е важен маркетингот во нашата работа. Секако најважно. Особено сега во ова ново време. Затоа и прашав. Затоа се трудиме многу. Да. Добро, млади сте, така да ова ви е нормална работа. Нормално. Така ли? Не е лесно. Ништо не е лесно, ама тоа Така е. е. Добро. Каде би сакале да живеете? Ако не сте живееле тука? Јас Јас- мислам дека пак ќе бевме тука. Секако Кај Македонија. патриотското, да речеме Не. некоја земја која што ти привлекува, ради нешто. Јас пак ќе кажам Кај би Македонија. живеела ако не живееш во Македонија? Само да е море, не. Каде, например? Било каде, само да е тропска клима Тука сакам. ова близко. Може и блиско, може и подалеку, само да е тропска клима. Да, не Негде- да може да Некаде Каде да, многу каде што да не нема- врне, да само нема. со шорцеви да зажидеш цела Да, година. да, Е, сите ова да се е тоа. 26 степени дани. И кате дојдов, ајде на Бродчево да те прошетам. Тоа да ти биде работа? И да. На Брод. Кога не е сезона рипчиња да се фаќаш. Е, па и ние така. И вие ли? И ние. Нас Уште многу нешто. ни влијае некако времето. Мене се ми побитни луѓето кај ќе бидат, какви ќе бидат, а не местото, да се срекни, да има позитива, да се добри како душа. Значи на Тоа ми е Балканот. Да, така, на Дека Балкан. мораш на Балканот за тоа. Така е. Значи Хрватска. Мораш да изчуручивме бре и ние на Балканот овде. ајде, Бевме остави душа ја. луѓе, Е, бевме како приумчени, да не насмеани, сега? се помалку се смееме и се помалку. Па помалку се смееме затоа што Реалноста е таа, да не се немаат луѓето, преправам. немаме, не дека нешто не сме. Па ние сме биле секогаш учени со немање да бидеме срекни. Ама сега е друго време, овие социјални медиуми викаат дека треба да имаш и ако имаш само тогаш не, си среќа. него погрешна слика Разбирате, гледаш. па тоа не мислиш е дека морално. некој има. Да. Ќе измениме и ние сликата. Мора да. Затоа што нели инфлуенсерките кои што ги споменавме, мислиш дека они цело време такви се, така. Да. Погрешна слика Цел гледаме. ден така. А целен така. Да. Се будат со шминка убави. Да, прекрасно им е, немаат проблеми, тоа све изгледа. Вау! Душички. Дусички. И баш како тоа плата зима. Да. Кој е највредниот предмет што го поседувате? Или Виолин. за вас највреден? Не мора да е најскап, значи ова е малку така Вреден како вредно за широко вас. прашање. Не мора да е неговата За вредност мене е голема. виолината. Без неја сум ништо. Предпоставував. Да. Само една си ја имаш или имаш резерва За или имаш сега- некоја постара која што си ја чуваш како спомен? Така, имав две, меѓутоа едната морав да ја продадам, сега имам една, ама во план имам уште една да земам. Кога сме кај Да. создавањето на овој инструмент, колку што знам, нели секој си има своја, како да кажам, своја приказна или Така. од каде е оваа виолина? Од тука или Не, некој друг изработува? Не. Виолината е од Белград, од професорот Миодраг Богич, фамилијата Богич, голем поздрав за нив. Таму е изработена и има една интересна приказна, само што влегов во работилницата, кога ја погледнав за прв пат, сакав да биде во мои раце, да биде моја, и професорот кажа, да, Сања, таа е токму за тебе направена. Си ја биде својата виолина. Е, тоа не го знаев јас. Зошто баш ова? Што те импресионираш? Не ајде? знам. Не знаеш? Не знам, едноставно така, некоја енергија, сила, како мојата душа да ја видов во неа. Браво. Да. Одлично. Добро. Си ја сервисираш сама? Да речеме, не дај Боже, Сама стигаш на настап и жичка да се Ако е спинала нешто се. Што мал можеш, проблем, да. жица, например, или нешто така, тоа можам, ама ако е нешто поголем проблем, тогаш морам да се обратам А гуделца имаш поише? Има, две имам. Така, почу тие се Да, веројатно и морам, покршливи, не Да, дај Боже. Да. Се Ќе случува закрши. се се случува. Ке треба после со коса да изгледаш да направиш. Па и тоа е Никаде мора. не е со ваква коса, не. Може и моја. По права треба да Ја видиш. Ке фаќа виолината за твоја. Добро. Василија, не Јас викаш. нема да ви откривам, ќе си го запазам за Зашо себе, да ама не го секако не е микрофон, пошто јас имам така многу моќен глас и можам да пеам и без микрофон. Чиста работа. Така е, да, па природно. Добро. Ке си чуваш за себе Ќе си го реден чувам, предмет ќе си што го го имаш. чувам. Да. Не сака да кажам, не сакам. Ете, не сакам. Па нема се да ви откриеме. Па да. За следна прилика ќе чувам. Така. Види сега. А чекај, кога сме ке микрофон, само што ова. Ајде. Некогаш си заборавила да го исклучиш микрофонот и да ти е летнало нешто? Да. Така, нешто со колеги кога ќе си Моабетите? разговараме, ќе си моабетиме. Некои работи каде не треба да се слушат. Пример, нешто меѓу нас. И микрофонот. Јас така.
гледаш нешто гостиве чудни те гледаат, вика тоа лоша била. Повеќето не слушат многу, но каде се така во близина до звучници, така пеачката. Да. Бевме изненадување двете и некогаш не мешаат, мислат истата личност. Да, кажи го тоа, и јас многу така интересно. микрофонот го држам, нешто она ми ја средува косата со виолината и само диџејот пушти музика, вика ајде Василија, ајде Василија, ајде. И така ме турка напред. И јас викам Василија дојди брзо. А јас ја држам виолината. И ние Пошто вие разменјаме. постојано заедно и публика вака ве запознава, дури и јас се помислувам чека сега да не ви ги сгрешам имињата, ама ве знам нели како двете, па А кажува дека и си личиме. Да, Така? некогаш Па така малку кажува. да, малку како сестрички да се. Малку се. Да. Дали судеше на свадба не поканете ми е следното прашање? Ова е Не, јас исто не сум, А сте ама сгрешиле свадба? Да. Многу. Ете ги, музичар не прашува не покане, добро, точно тоа нема е, време тоа да е, свадба. тоа е, да. Али грешење свадба Се гарант. случува, например, еден ресторан да запишеш, например, со исто име како тој што те поканиле. И одиш и гледаш Кој дека град, не е тоа. Сте отишли во различен град, тоа е уште јас пострашно. имам И јас исто. И јас исто. Не се има Ајде случајно. кажи што направи и Е, како? па бев во Струмица, а требаше во Тетова да бидам. Со истото Арно име. малку си. Ама јас така не запишав. И кога се јавив, само ми кажа, викам, многу си далеко, врати се назад. Да, и ме чека. Добро, веројатно на свадба порано се стига, па може да Да, многу беа да фер се вратиш. луѓето, но примија ме угостија, така да супер си поминавме. Браво. Јас бев во Кочани, а требаше во Струмица, така да па нешто слично Ситно. имам. Ти поблиску. Ситно, јас. И со точак Ти може. можела и ваму да имате. Така. Што ме се договори ми да кажа, ми добро, така и така си тука. Ќе можеш да отпееш? Јас. Добро. А им отпеав песна, така од срце. Стварно? Дојдов, да, така беше. Браво. Како да пиеме малце па да се вратиме со игри. Така мислиш? Па да, Добро, некако ајде. така ја гледам виолина, викам чека малце. Добро, само виолина сакаш или? Не, како? Па кажа, гледам Микрофонот не ти виолината. треба. Не ми треба. Може ти сама рече ми Така, микрофон не без ми микрофон. треба. Така. Па ајде но сплече, а? Ајде нешто. Ајде да се да расположите уживаме прво чека. малку. Ајде. Не плачи, мајко, не жалај, ако ти загинам, аман, аман, не плачи, мајко, не жалај, ако ти загинам, аман, аман. Со душман јас ке се борам, да го истераме, од нашата земја. Со душман јас ке се борам, да го истераме, од Македонија. И сега, што имала късмет, стамена, мајка и болна, легнала, легнала. Што имала късмет, стамена, мајка и болна, легнала, легнала. Што имала късмет, стамена, мајка и болна, легнала, легнала. Браво! Одлично уживање, ќе уживаме и подоцна малку со музика, а и со оние интересни игри кои што ги имаме подготвени за вас. Чекај. Водителка на... Ајде, ви оставаме по рекламите да се дружите повторно со нас. Реклами! Браво!
Ајде. Кој сум јас? Малку утнав тука, не знам ким се читали. Не знам, не најава, не можам да го прочитам. Само исклучи прво да ми ги прочитаат пред да биде. Да. Ние така гледаме. Вака се, дај тоа да го избришам, па ќе го напишам пак за да не испадне. Да, како да. Добро. Чекај, вака не се гледа. Ајде. Ќе се гледа. Така ќе се гледа. Врати емисијата. Значи, здраво. Ако сакате, јас ќе продолжам. Ајде, Врати ја кате. Здраво на сите, добре дојдовте повторно назад во нашата емисија. Јас сум Сања, тоа е Василија и тоа е за нашите гости. Одлично. Многу убави гости имате. Прекрасно. Сега ти, превју. Ајде, каси. Готова? Са кој да биде? Која се? Ајде да се одбереме ние. Ева, повели. Ете дека одберете си спец. Ајде, да не испаде дека ти Повели. ставај. Како ќе се? Само кажете ми дали разбирате ракопис. Дали го разбирате? Да. Добро. О, Да, разбираш. Ја знае? да. Добро. Мислам дека да. Она ја која прва знае. праша? Сања ја знае. Не знам. Како бе, не знае. Ајде, кој прв? Ајде, јас ќе прашам. Ајде. Така. За себе прашуваш. Да, за себе. Добро. Сања, машко е? Не. А јас машко сум? Не. Добро, чекај прво. Така. Актер? Не. Пеач? Да. Постара генерација? Па да. Добро. Каков стил? И па, прашај. Тоа треба со да и не. Народен стил? Да, народ. О, јас сакам многу. Да. Пеам нејзини песни. Не. Има дует со... Како ме погодивте сега Чекај. пеач? Има дует со Никола Бадев? Не. Не е толку стар. стара. Не е толку стара. Охохо. Жива е. Жива. Жива е. Здрава. Жива е. 50 години полнеше, така ли беше? 50. 55, кога ни беше гостинка. Со Б почнува името? Не. О, бога ми. Ајде, бога ги. На Блага Петровска. Да. Не помладе. Помладе од неа. Не е толку стар. Со Е? Не. А на кого мисли? Па мислев на Елена Доновска. Нешто помладо. Не. Ајде, мачи се. Мачи се. Има нека... Маши е познат пеач. Да. Многу познат. А можам така да ја помогам? Па, ајде да ја помогнеш. Ајде. Многу е познат. Чекај. Ми текна, ама како се викаш? Ајде. Ајде ги сакаме неговите песни. Жената на Наум Петревски. Да. Да. Добре, се признава. Јас женско сум, така? Женска си. Пеачка, Ајде, да. Така. постара, Не. како ги помогам? Дали има дует со... Тука некаде е како Зуица, така? Да, Со во години. тие години. Така. Тука нека сега Не, плюс ста, минус, па нема да не ни е стара, замери. не е стара, поздрав. Нема да ни замери, ама не е ни од овие млади Да, како не е вас. како нас, малку така. Чека. Моли камерманите да не помага. Чекај. Може погласно камерман. Не, Ајде, ајде, малце сега ништо помогни. не праша, ајде, па Ајде, помогнеме. сакај Джокер. Джокер. Од мене Дали помош ги не само. сакаме незините песни? Па, не знам колку си запозната со Низината кариера. незината кариера. Да. Ни помогнам? Ајде, помогнеме Само една. малку. Само една. Сега имаше промоција на ремикс варијанта. Сонја Тарчува. Браво! Браво, многу е брза. Помогнеме да ја мачиме многу, ајде да продолжиме со другите игри. Така е, Сонја ја очекуваме, ако се погодиме со време, следната недела. Среда, четврток. Така е. Така е. Ајде. Ние за да најавиме гости, знаеш како ти тоа? Ама добро дека знаев. Да, добре. Јас само добри така сте. гледам. Ке Може да молам стига да ги- очилата, може да ги знаете. Аз може да беа многу смешни со очи. Не, Не, да многу се видиме стојат. после. На сите им стојат. сега вака, имаме следна игра, се вика читай ми од устни. Добро. Ќе се ставите Ама ги едната. измеша ката?
Нели требаше едните со Ш, другите со Ф? Па Ајде. ќе им кажеме и ќе Добро. со Ш или Јас Ф. си бирам која сакам. Кој сакаш, Со значи буква Ш или со буква Ф? По имите, чекај малку, извади Јас те слушам. Да. По имите почнуваат на Ф или на Ш. Чисто да знаеш. Добро. Читаш А тоа се зборови само. Да, зборчиња, да. Пушти си плей и таа што објаснува, ќе ве молам без звук да објаснуваш, само со уста, заради тоа што се слуша. Како да го... Како да само Дај. Кај ти ова? Сега ќе го Учувањето? сега ќе го уклучиме и ќе Ето го. пуштиме. Многу е забавно. Само кај вас ќе доаѓаме. Овција секој петок е нас. Добро. Кога не сте во Хамбург. А кога сте ние кај вас, ајде. 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 Ставај слушалките, а ти најгласно. отворај уста Не, само. она ќе си бира музика сега, чекај, ќе заврши Чекај, она сега мисијата. нека Ала народна. остете, ајде. Може да си успеам Не, песна. намерно не ќе пуштим може. таква да те Не буди. може. Ајде. Така. Види Сашо нам. О, не сакам јас за други песни. Ајде сега мораш така играта. Така. Свири? Да, свири, не лажам. Свири га и вече. Добра. Ајде. Шиша. Да, добра си. Си шарка. Браво. Шишарка. Сега Ајде, уште една, уште една. Добро. Уште една, добро. Така. Фестивал. Браво. Епа многу сме добри. Топ сте. Ајде, уште една. Терај. Јас Сака да сгрешам за тоа уште една, уште една. Феноменално. Аман, можат, бе. бе? Па не Ајде, ние уште сме една. тренирани. Добра. Ма ние цело Дека- време... ова нема. Додека пее од позади и кажува што да се времи да. следно. А пушти музика ти? Слушам. Добро. Да, Ајде. затоа ти... Шу. Шума. Со Ф или со Ш? Со Ш. Шу. Ма. Шута. Чува. Чува. Да. Добро. Ајде. Може друго. Не, може. Само што е? А, добро. Ма. Може да и Шува. покажи. Шу. Покажи, покажи, да. Ама не така ни покажи, покажа. Ма не да го покажеш лицето, да и покажеш да те... Ај, многу фин ти почна да ни правиш. Видете лицето? Шо беше? Многу брзо така и Шубара, да. Мислам да и покажеш Ама јас шубара. мислев заврши играта. Добро, Ајде ајде сега. сега смина Се на извади, се извади. смина на питок сабота. Чекај, Како јас нема да јас знам. не верувам, мислам дека нема да си уклучи песна. Не, она е За тоа, решена, да напред. Ајде, малку. Која? Изненадувам. Не слушам, не Ајде. гледам. Чекај, реклами. Рекла? Така. Ајде, може. Фарба. Шо? Гласна сум многу. Фарма. Фарба? Добро. Чекај, пак реклама. Многу реклами. Така. Стој. Добро да е? Она е тивка, нема. Ајде, може. Шуш. Шука. Школка. Шука. Шуга. Добри сме така. Добро, Не, одлично, топ одлично. сте, не сте Терај. добри. Фитил. Браво! Така, и уште едно? Сања, ајде уште едно Како и би? заокружуваме. О, какви убави. Шекерна. Ова си бара. Шекерна, ти галеша невена. Ќе ги зидаме со нас. Не кажам ти ја. Океј, ајде малку да цртаме, може ли? Ајде. Како Ајде, најде. чекај да Добре, добре сте со цртање, јас имам све кај. Ајде, јас ќе цртам. Оди. Ајде, чекај, вие са далеку.
да ги доближиме. Но, нас не е секогаш најинтересно да им дадеме задача како го доживуваш другиот како предмет. А вие бидејќи толку многу се познавате, само да не биде предметот микрофон и виолина. Значи, дај, нека биде нешто интересно, смешно. Повилата. Интересно. Пришаш, пишуваш, отвори го и Како предмет или како а може како што сакам да како животно, како Ајде, како животно. Може, ајде. Животно? како животно. Нека биде како животно. Како сакате? Ако мо... Добро. Како животно? Абе како што сакаш? Ајде. Животно. Како животно. Како ќе нацртам сега? Животнче. Само не дзиркај. Епа, добра сум била. Ама не мене? Неа како ја доживуваш. Добро, не тебе, ама Ајде, не добро, зашто мене. не Она тебе. така те погледна Не, да јас не само те гледав Ама така не за гледа инспирација, како не да на нацрта. за инспирација. Мене ме гледаш за инспирација за да нацрташ не. Браво! Така, добро, животно. Се шегувам, ајде. Добра. Чекај да видиме другава. Не ја гледам таму. Цртај. Како треба? Јас не можам да цртам, ама Ама ќе ја нацртам. Чекај, малце да украсам да не грда. Јас сум готова. Ако си готова, Чекај. на табличката на гледачите. Па и ние да видиме. Ај, овој конче магар или мазга? чекај, јас не сум готова. Зошто? Си знаеме ние. Си имате Ајде сега јас. Имаме некој- Чекај, оп. Ајде. Еве. Маче. Ама они не знаат зашто маче. Да, Јас маче. кога се Ако се шминкам, кажува. кога се шминкам и така се една крема вака како маче се. Добро, и од една песна и цело време маче. Се за тоа, еве. Маче. А ова конче кој? Може, брза пошто конче. цело време сум по пат, некаде, цело Да, време цело брзам. време брзам, Така е, негде оди, за затоа. тоа. Има многу убаво конче. Не, одлично го Абе, добри сме, а? Не. Чекај, па Одлични, одлични сте. А јас кај сум на некој зид качена. оди сака. Оди некаде. Ајде пееме малце. Ајде да пееме. Што да пееме? Да, пееме прво вашо твојата, има... А, добро, ајде, да. Може? А сега ќе го земам микрофонот да видиме дали ќе е различно. Ама раскажи ни пред да почнеш да. да пееш. Добро, ќе ви отпеам дел од мојата најнова песна, Прости му срце. А која песна? Ќе го уклучи. А, добро. Секако ќе го Уклучена е? уклучам. Не. Да, ја. Јас така ја Така види. ќе ти помогне? Да. Добро, како се вика рече? Прости му срце. Прости му срце. Да. Издадена или не? Издадена е, да. Издадена? Може На да некој ја фестивал слушнете или видео. така? Да, ја отпеав прв пат на Роса Фест. Добро. Песната ми е поклон од Спасен Силјановски, еве сега да си го поздравам. Поздрав И од нас, Спасен, и од нас, горе, поздрав. Спасен. Музика и текст се негови, аранжманот е од Златко Милодиновски, секако и Златче, поздрав Златко. И од нас. Така. Тоа е таа екипа, сите споени. Да, јасно. видеото го снимавме на 3 локации, во Битола, во Охрид, во Ресен. видеото да го пуштиме? Ајде На сега. толку слушање. На толку слушање, на толку емисија, договарање. Ајде след Така. Добро. Песната е така Ќе многу може да го најдат емотивна. на YouTube, така, Секако да. ќе можат кога ќе Кога испишат сакат. Прости му срце, Василија Петрова. Така, Јасно. а сега за сите вас и за сите нас. кои не И за гледат, сите таму, така, да, така. да. Ајде, значи, на суво што викаме. На така. суво најубаво, така да Ајде, се да слушне чуеме. акапела. Прости му, срце моje, прости му, ме лажем со години. Теши ме, срце моje, теши ме, Господ ке му пресуди. Прости му, срце моje, прости му, ме лажем со години. Теши ме, срце моje, теши ме, Господ ке му пресуди. Господ ке му пресуди. Браво. Видиш каква нова македонска музика имаме, народна. Браво. Нешто така, благодарам. Нешто малку помодерно од мојот стил, каде се Да. навикнати да ме Така е, слушат во него. така е. Така, ама Ќе продолжиш со, да речеме, нови песни, собирање на вакви нови песни, да, нови секако за убава песна Да. ќе отпеам секако, ама кон
старото си ме влече. Сакам старите песни во нову руву да ги извадам. Да им дадам нов живот. Добро. Вака, пред рекламите, сакам да ни раскажеш барем една приказна која што тебе ти останала вака во сеќавање. Која е една од песните која што најинспиративна за тебе била, да речеме, во ова собирање на нови песни во твојата Не нови, стари. Стари, мислам стари, не мислев нови, него нови неотпеани, за нас непознати. Од некоја баба или некој тамо дедо кој што ти ја раскажал или ти ја испеал. Ќе ви кажам за Виданка Ѓоргиевска, сите ја знаеме. Секако поздрав и до нејзе. И од нас. Многу ја сакам, ја почитувам и многу ја имам слушнато уште од мала. Та сите нејзини песни ги пеам, та имам среќа и прилика да се запознам со неја така во живо. И она ме учи на многу песни каде ги нема. Мислам, она си ги знае, само ги нема изведени никаде. И таква и песна можам дури така малку покасно да ви отпеам. Добро, а како си песната? Има многу различно име, јас сум се напроменила. И кој што ме чуе да пеам, која ја има во изведба на Васка Илиева, но песната е за Милка, така се вика, песна за Милка, и тоа е вистинската верзија која никој не ја знае дека постои, да. И така многу сум и благодарна дека ме учи цело време, и она така ме почитува, си се сакаме многу. За овој начин на пеење на старите македонски песни, треба сепак некој да ти покаже од оние кои што нели како тоа се го прави, правеле, го пееле, оние кои што најдобро Не знаат. исто само да слушаш. Колку се волни по старите колешки, да ги кажеме, нели, музичари, колку сакаат да помогнат, колку имаат време да помогнат, колку, нели, можат да им се најдат на новите генерации. Каков е примерот кај вас? Мислам дека другите само од време може да немат време. Добро, има и такви каде не сакат. Да. Има така. Јас за различни не можам да кажам. Да. Меѓутоа за виолина, например, да, ми помагаат. Да? Ми помагаат. Да, кога ќе прашам нешто, знаат да ми објаснат, да ми кажат. Свирачите некако се по-приумчиви, така е, пеачите е малку така. Пеачите малку потешко може да се стигне. Малку потешко, но така вистинските луѓе се привлекуваме и некако тоа е тоа. Ние меѓусебно си кажуваме некои совети. Да, да бидеме подобри. Да. Па добро, тука се оние стари снимки кои што се Така слушаат и од кои што многу може да се научи, ако убаво ја заслушаш, нели, начин на пеење. Мене една работа ме интересира само кога значи ќе бидеш водителка, односно ќе бидеш виолинистка, па ќе бидеш водителка. Ама ме интересира нешто, додека учеше на свирање на виолина, нели учеше класика, претпоставувам, така. Дали имаше некој од професорите кој што рече немој народно, заради тоа што во некои други времења знам дека тоа беше така, дека најчесто не се дозволуваше нели да се свири народно. Посебно пара пеачи кои што пеат нели опера и особено и на виолинистите, јас сум слушала секакви приказни, ако на пијано седнеш и засвириш нешто народно, не смееш, да, не смееш. Сестра ми таму уча и двете, и тие и Тамара, не смееш да свириш народно. Во некое друго време, не знам како е сега. Така, јас студирав 3 години во Штип. Сега се извинувам во Скопје. Добро. Сега сум во Штип. Токму заради тој проблем. Цело време ми дофрлува, не се чувствував, да кажам, прифатено можеби во таа средина. А сега во Штип ми е навистина убаво, се чувствувам прифатено. Професорите се многу добри. Значи ти им кажа на професорите дека сакам народни песни да свирам, така? Ме следат на социјалните мрежи. Час веројатно таму тоа што треба да се изведа, да се направи, да се научи, се учи. Но зошто после час да не можеш така? Јас си го работам тоа што треба. Професорот, морам да си го поздравам, Михајло Куфеанакис, секогаш е тука за мене, многу разбирање има, многу знае како да ми покаже нешто, така да брзо учам од него. И уште еднаш ќе кажам, многу сум благодарна што ми е професор. Исто така имам една многу интересна случка. Тој предаваше во Скопје, и јас учев кај него. И дојде време да се пензионира. Го напушти факултетот во Скопје и јас некако, како во депресија да паднав, како да ми снема некој дел од мене без тој професор.
И кога се запишав во Штип, ми кажа дека тој е повторно професор. Се најдовме, пак се најдовме. Пак се најдовме. Без судбината си ја знае работа, како се вика. Така е. Имаме време за ништо, освен за реклами? Нема да ги спратиме без пеење. Само после рекламите. После рекламите. Видете така ќе се пее после рекламите. Да. Најави. Ајде. После рекламите следува мала музика. Останете со нас. Видите така. Нашата црква е македонска, верата наша чиста христијанска, некому била лажна сказаната, но да го стигне Боже казаната. Нашата црква е македонска, верата наша чиста христијанска, и знае светот колку вредиме, со Господ напред ќе победиме. Виж каква порака за сам крај на емисија. Тоа е мојата порака. Секогаш со Господ напред, со македонска песна и со насмевка. Ете Еве така. така. Одлична порака за сам крај. На вистина ни направивте чест и задоволство што денеска ни се придруживте во И емисија. браво, со 22 години. Браво. И нас ни е Само напред. задоволство. Повторно ќе ви дојдеме. Водителка. Тоа е битно. Да. Дали како водителка, дали ќе не замени? Нино ќе не утипаат, пробив. Готово, толку. Чао. Чао! Имате ме викенд, се гледаме понеделник. Бај, бај!